Добар ден, ученици! Добре дојдовте на видеочасот по македонски јазик за второ оделение. Наставна содржина. Читање и пишување на зборови со буквите А и М, поим за реченица, програмско подрачје, почетно читање и пишување. Цел на часот. Ученикот правилно да ги изговара гласовите на изучените букви, да се оспособи да ги препознава символите на гласовите А и М и да ги поврзува во зборови, да се оспособи да чита зборови и реченици со буквите А и М и да го усвои поимот за збор и реченица. Потребен материјал, учебник по македонски јазик, тетрадка за почетно пишување и училишен прибор, гума и моливче. Ученици, ова е нашиот воз. Воз кој многу ги сакал буквите и во секој вагон си имал своја буква. Локомотивата се вика азбука. Во првиот вагон е буквата А, голема и мала печатна буква А во вториот вагон буквата М, голема и мала печатна буква М. Како ќе ги изучуваме останатите букви, така и нашиот воз ќе се зголемува со повеќе вагони. Ова е првиот вагон или вагонот на буквата А. Да видиме што има во него. Авион, ананас, антена. Авион. Имаме и 3 крупчиња кои ни ја покажуваат позицијата на буквата во зборот или местото на буквата во зборот, на буквата А. Почеток, средина и крај. 3 позиции, 3 крупчиња. Почеток, средина, крај. Ученици, буквата А во зборот авион каде се наоѓа? На почеток, во средина или на крајот зборот? Така е, на почеток од зборот, што значи дека ќе го избоиме првото крупче. Бидејќи првото крупче ни означува прва позиција или почеток на збор. Ананас, 3 крупчиња, исто почеток, средина, крај од зборот. Но воочуваме дека во ананас буквата А ја има 3 пати. Каде ја има, ученици? Така е, на почеток и во средина од зборот. Антена, 3 крупчиња, почеток, средина или на крајот. Каде ја има буквата А во зборот антена? На почеток и на крајот. Така е, ја нема само во средина. Еве ни го и вториот вагон, вагонот на буквата М. Што мислите? Што има во овој вагон? Да видиме. Мајмун, мотор, маса. 3 крупчиња. Мајмун. Буквата М во зборот мајмун, на која позиција, на кое место во зборот ја има? На почеток, во средина или на крајот? Така е, на почеток и во средина од зборот. Мотор, на почеток, така го боиме првото крупче, и во маса, буквата М ја има на почеток или прва буква во зборот маса. Го боиме првото крупче. Така е, ученици. Кога ќе кажам А, М, тоа е глас. Вие ги слушате гласовите. Но секој глас има и свој знак, писмен знак со кој што се бележи, се пишува, а тоа се буквите. Буквите ги гледаме, односно ги читаме и ги пишуваме. Еве, ова е буквата А, голема и мала печатна буква А. Ја гледаме, ја пишуваме буквата А. Голема и мала печатна буква М. Ја гледаме, ја пишуваме буквата М. Што се букви. Од буквите можеме да составиме зборови. Зборовите се составени од букви. Мама и ама. 2 збора кои што се напишани од буквите А и М. Мама, М, А, М, А. Еден збор. А, М, А. Вториот збор. Зборовите се составени од букви. Но да видиме,
од колку букви се составени овие два збора? Првиот збор мама ќе ги изброиме една по една. М, А, М, А. 4 букви. Да го видиме вториот збор. А, М, А. 3 букви. Така, зборот ама е составен од 3 букви. Од зборовите можеме да составиме реченици. Кога зборуваме, правилно ги поврземе зборовите, за да кажеме некаква мисла, тогаш велиме дека сме составиле реченици. Еве, 2 реченици. Првата реченица, мама има цвеќе. Цвеќето е со сликичка, бидејќи буквите со кои што се пишува зборот цвеќе ги немаме изучено сите и затоа е сликичка, додека останатите букви ги имаме изучено. Првиот збор, мама има цвеќе. Втората реченица, првиот збор од втората реченица, миа. Продолжуваме, има, мама. Завршува реченицата, точка. Забележуваме дека и двете реченици почнуваат со голема буква, а на крајот имаат точка, што значи дека речениците завршуваат. Ова се реченици. Да видиме од колку зборови се составени речениците. Првата реченица ги броиме. Мама, еден збор, има, вториот збор, цвеќе, третиот збор. 3 збора. Да видиме втората реченица од колку зборови е составена. Мија, еден, има, вториот збор, мама, третиот збор. И втората реченица е составена од 3 збора. Ученици, значи реченица е една јасна, целосно кажана или напишана мисла, а за да реченицата е јасна, разбирлива, зборовите во неа треба да бидат подредени со правилен редослед или збороред. Секоја реченица почнува со голема буква, а на крајот се пишува интерпункцијски знак, точка, некогаш извичник, прашалник. Нашиве реченици се со точка, бидејќи со нив нешто кажуваме. Продолжуваме. Имаме една активност, активност 1. Во која активност треба да дополниме која буква недостасува во зборот. Зборот е напишан со квадратчиња, односно во секој квадратче по една буква, но полесно за да видиме за кој збор станува збор, имаме сликичка. Првото е тава. Тава. Под сликата имаме квадратчиња, во кои квадратчиња некои букви се напишани, но некои недостасуваат. За да откриеме кои букви недостасуваат, да ги кажеме буквите буква по буква. Заедно можеме тоа да го направиме. Почнуваме. Т, А, В, А. Тава. Вториот збор, елка. Од сликата можеме да видиме дека станува збор за елка, но недостасува последната буква. Ки кажуваме буква по буква. Е, Л, К, А. А недостасува. Последниот збор имаме една буква, значи треба да напишеме, односно да откриеме кои 3 други букви недостасуваат. Сликичката ни покажува дека станува збор за маса и почнуваме. Првата, М, А, С, А. Така, одлично ученици. Следната активност е да напишеме зборови и една реченица со буквите А и М. И вие отворите ги вашите тетрадки за почетно пишување и ќе пишуваме заедно, а откако ќе напишеме и ќе прочитаме. Ќе напишеме 2 збора, а тоа е мама и зборот ама. Мама. Почнуваме права исправена линија, права накосена линија од лево кон десно,
права накосена од десно кон лево, права исправена линија. Ова е малата печатна буква М. До неа веднаш ја пишуваме буквата А. Се пишува со како едно бастунче, јадичка или ченгелче и стомаче. А, М, А, следната буква е повторно М, права исправена, накосена, уште една накосена линија, права исправена и уште една буква А. Ма. Вториот збор што ќе го напишеме е ама. Повторно малата буква А, ченгелче, стомаче на ченгелчето, А буквата, значи елементите со кои што се пишува. Буквата М се пишува со прави исправени, некои накосени, права исправена, накосена, права накосена, права исправена. А, М и уште еднаш буквата А. Ама. Така. Да напишеме реченица. Реченица Мија има мама. М. Голема, бидејќи е почеток на реченица и бидејќи е име, права исправена, накосена од лево кон десно, накосена од десно кон лево, права исправена. М, и, права исправена, накосена, права исправена. М, и, А. Мија. Вториот збор оставаме простор малку помеѓу зборовите. И, права исправена, накосена, исправена. И, права исправена, накосена од лево кон десно, обратно од десно кон лево, право исправена. Има А. Мија има мама. М, А, М, А. Точка на крајот, бидејќи реченицата завршува. Мија има мама. Одлично, ученици. Со тоа, денешниот видеочас по македонски завршува. Се гледаме на следен видеочас. До тогаш, довидување.